До крајот на годината ќе почне изградбата на нов експресен пат кој ќе го поврзува Штип со Радовиш. Патот ќе биде долг 23,5 км и треба да обезбеди побрз проток на стоки и патници до граничниот премин Новосело со Бугарија. Инвестицијата ќе изнесува 28 милиони евра кои се обезбедени со заем од Европската банка за обнова и развој. Ќе се гради целосно нова траса од селото Софилари пред Штип до Бучим, зашто веќе е подпишан договорот за изградба и одржување на патот. Новиот пат треба да биде завршен до крајот на 2020 или почетокот на 2021 година. Очекуваме изградбата на експресниот пат да започне за 1 месец и да трае 3 години. Односно, тој да биде завршен до крајот на 2020 или почетокот на 2021 година. Изградбата на овој патен правец е од огромно значење за жителите од регионот. Земајќи во предвид дека сообраќајот на стариот регионален правец се одвива во отежнати услови, од аспект на безбедноста се јави потреба за изградба на нов пат кој ќе го зголеми квалитетот на сообраќајот во овој дел на Република Македонија. Сугарески рече дека истовремено со изградбата ќе се изврши обнова со проширување на постоечкиот регионален пат, во што ќе бидат вложени 3 милиони евра. Во моментов се работи на подготовка на документацијата. Според проектната документација, патот ќе има 2 ленти со широчина од 3,5 метра и 2 ленти за застанување со широчина од 2 метри. Исто така, предвидено е поставување на заштитна ограда и поставување на вертикална хоризонтална сигнализација на ниво на експресен пат. Максималната брзина ќе е 110 км на час. Предвидено е на патот да бидат изградени 11 мостови, 22 пропусти, 3 надпатници и 2 подпатници. Активностите на терен ќе ги извршува австриската компанија Штрабак, која е избрана како најповолен понудувач. Договорено е проектот да се реализира во 2 дела. Првиот дел е изградба на експресен пат во должина од 23,5 км по целосно нова проектирана траса, за што се обезбедени финансии со заем од ЕБОР. Вториот дел опфаќа 5-годишно одржување на делницата од клучката Три чешми до клучката Радовиш, што ќе биде финансирано од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Наскоро би требало да бидат надминати и проблемите што се појавија во тек на изградбата на експресниот пат од Штип до Кочани, со експроприација на земјиштето и 3 археолошки наоѓалишта.